Здраво на сите овни! Ајде да видиме што ви носи Јули. Во љубовните врски моментално вашата врска е како добра забава. Тројката пехари се појавува, па прославете ги тие среќни моменти. Може би се двоумите меѓу два правца, картата на љубовниците, hello, или сте подготвени да ги оставите емотивните тежини зад себе, осумката пехари. Ако сте сингл, внимавајте на културни или уметнички манифестации. Вашиот иден партнер може да биде малку постар и носи со себе мистериозна енергија. Како да привлечете љубов? Бидете искрени, отворени и не плашете се да го покажете срцето. Ранливоста привлекува. Кариерата, барате работа, креативни или лидерски позиции ви се насмевнуваат. Кралот на паричките вели да, тие позиции можат да донесат добра плата ако се ангажирате. За да ви стане поинтересно на работа, вклучете се во проекти каде можете да блеснете. Никој не сака доседен понеделник, така? Личен развој, што ве блокира? Стравот од емотивна отвореност. Каде да побарате помош? Пронајдете ментори или групи кои ќе ви помогнат емотивно. Вашиот духовен водич може да биде некој кој има поминато многу во животот и знае како се исцелува преку креативност. Семејството, време е за прошка. Може би треба да простите на член од семејството кој ненамерно ве повредил и некој може би треба да ви прости за тоа што сте го занемариле. Донесете радост преку нови семејни традиции, неделни ручеци или вечери со друштвени игри. Парите, ако сте заглавиле со парите, започнете со разгледување на буџетот. Малите чекори носат големи победи. Реално очекувајте стабилен раст во финансиите, ама не добивка на лото. Како? Преку доследност, паметни потези и малку лидерска енергија. Енергијата, што ви ја цеди енергијата? Претераната емотивна посветеност. Ова ќе го средите со поставување граници и грижење за себе. Подигнете ја вибрацијата преку благодарност и креативност. Ве чека значајна одлука, слободно прифатете, картите велат дека оваа шанса одговара на вашите вредности и ќе ви биде од корист. Драги овни, заблескајте во јули како вистинска огнена ѕвезда.